Реформската агенда е одлична основа за успешен и брз пат кон Европската Унија. Документот кој владата го подготви минатата година е она што Македонија треба да го исполни со цел напредок во евроинтеграциите. Амбасадорката на Шведска Ами Ларсон Джајн вели дека реформите ќе помогнат на државава да се приближи кон Унијата, а доколку исполнувањето оди според очекувањата, вели Македонија за краток период, откако ќе ги отвори преговорите, би требало да го заврши целиот процес за полноправно членство. All of this is part of the reform agenda, but Знам дека тие реформи на вистина ќе помогнат на земјата, како што кажав, да ја доближат до Европската Унија, исто така ќе го скратат патот за членување на вашата земја во Европската Унија. Пример, ако на Шведска и беа потребни 4 години за да преговара и за да ги спроведе сите неопходни реформи за да стане членка на Европската Унија, со ова реформска агенда мислам дека на вашата земја ќе и треба многу пократко време. Според амбасадорот на Финска Никлас Линдквист, клучно нешто со кое мора да се продолжи со работа се реформите, бидејќи покрај напредок кон неу тоа ќе донесе добробит и за самата држава. Вие треба да продолжите со процесот на преговори со Европската Унија и исто така мислам дека од моја страна, моје гледиште, тоа што е најважно, се распира, мислам дека вие може да имате најголема корист од планот за раст на Европската Унија, исто така и од реформската агенда. Поради спорот со Бугарија останува отворено прашање дали Македонија може да влезе во пакетот за членство во Унијата во 2030 година. Австрискиот амбасадор во земјава Мартин Памер вели дека временскиот период не е важен за ова прашање. Важно е дека државава има поддршка од земјите да стане членка. Мислам дека е помалку важно да зборуваме за конкретни датуми, а повеќе е важно да зборуваме за поголеми достигнувања во контекст на реформите кои што се изискувани од вашата земја. Кога зборувам за Австрија, не само Австрија, туку скоро сите земји членки го поддржуваат вашето членство во Европската Унија, некои повеќе, некои помалце. Шведска, Финска и Австрија пред 30 години станаа полноправни членки на ЕУ, а сите се согласни дека тоа довело до економски и политички напредок на сите држави. Заменик евроамбасадорот во Македонија Бен Напнау очекува и Македонија кога ќе стане членка да го види бенефитот што го имаат сите земји. Ова е секако ситуација и со другите држави кои што се приклучија на Европската Унија и пред нив, а и по нив, и сигурен сум дека така ќе биде и за државите кои што ќе се приклучат дополнително, како што е нели Северна Македонија. Во моментов патот на Македонија кон ЕУ е блокиран поради бугарските условувања. Ставот на македонската влада е јасен со цел да нема нови уцени во иднина, уставните измени да бидат имплементирани кога Македонија ќе го ратификува членството во ЕУ.